Не верувавме дека оваа сезона после загубената шампионска титула со Вардар ќе играме во Лигата на шампионите. За среќа добивме таа валд карта. Испадна како што испадна, знаеме. Значи имаме шанса трета година поред да се пласираме во топ 16. Тоа е еден, мислам дека голем успех не само за нас како клуб, туку и за целиот македонски ракомет. Играме против еден противник што е аутсайдер во групата без ни еден освоен бод, Вакер Тун, значи очекувањата секако ни се победа, затоа што сме апсолутни фаворити на тој меч, но првиот надпревар не ни дава за слобода, што го одигравме во Тун, не ни дава за слобода да се опуштиме, значи тие играат еден ракомет цело време, да не кажам брз ракомет со брз центар, цело време они и 5-6 разлика и 10 разлика да они играат како да е нерешено, значи нема опуштање. Тоа што ни се деси на првиот надпревар на крајот од мечот, значи треба да го заборавиме, секако дека го имаме во главите тоа што се деси и мислам дека со еден добар пристап на играта од наша страна ќе немаме поголеми проблеми да го совладаме Тун и да се пласираме во топ 16. После тој прв надпревар со Вардар што го загубивме, малку како да падна кај нас, како да паднавме психолошки, како да ни падна самодовербата, не бевме тие ни треба неколку денови да се соединиме, што се вика, зашто ние знаевме дека ние сме тие самите играчи што треба да се дигнеме и дека да веруваме дека можеме да ги победиме на вториот меч и мислам дека и на тој начин така пристапивме кон тој втор меч. Ги победивме, нели како што знаеме, и малку се дигна атмосферата, си дојдоа некои работи што претходно и беа, но пак ќе кажам дека нас Вардар ни е најголем ривал и за титулата во домашното првенство, значи секој пораз од нив боли нормално, и после таков меч, значи изгубен надпревар со нив, значи не е sejedno во екипата, но добро сето тоа го надминавме и мислам затоа и триумфиравме на тој втор меч. Сите играчи јас мислам дека што добиваат доверба од нашиот тренер на најдобар можен начин ја искористуваат. Еве на последниот надпревар тоа беше Раде Мијатовиќ, што мислам дека одбрани брилијантно. Значи добро е што екипата добива се такви играчи што може за воиднина, например, на некои играчи што може да не им, да кажам, да не им биде денот, што ќе имаат достојна замена и што можат исто квалитетна партија да пружат. Групата е таа што е, значи Данска е мислам дека фаворит во групата, како и плюс они се домаќини, но мислам дека ние ќе бараме шансата против Австрија и Чешка да направиме позитивни резултати и да се пласираме на второто и нас ни е приоритет третото место за да поминеме групата, но не би исклучил можност да бидеме зашто да не и втори. Значи овие три репрезентации што ги кажав, значи тука сме изедначени со квалитетот и мислам дека ќе има многу неизвестни надпревари. Но се надевам на понатамошен пласт. Може да ги победиме, без разлика они што се домаќини, се провлекуваат на тоа европско првенство во Србија пред 2 години, но мислам дека ако добро се консолидираме, мислам дека направиме, пак ќе кажам, добри подготовки зашто да не и Данска да падне. За понатамошен пласман во топ 16 многу зависи и кое место ќе паднеме, ќе завршиме во групата. Значи што погоре местото е подобро за полесен противник, но мислам дека пак ќе кажам, потом да идат работите, мислам дека да го повториме тој успех од минатата сезона на вистина ќе биде сензација.